љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Родена сам на 1 мај и родена сум дома. Пошто ние имавме така стручна бабица да ретко сите жени малте не се поредува дома, ретко кој одлазеше за болница, пошто има жените голема доверба во незе. А одрасната сам у Остојчево, тоа е општина Чока. Летни и зимски распусти сум поминувала кај вујко ми у Босна, пошто мои сестри би од Босна. И така да, значи, док е траела школска година сум била во Војводина, кога беа распусти сум била у Босна. Почитувани, добро вечер, добар ден, добро утро, во зависност од тоа кога не гледате. И ја отвораме вратата на Мама Визија и ве покануваме да бидете и денеска заедно во нашето друштво, овој пат во едно спортско мајчинско друштво, ќе речам. Милева Велкова ја знаеме како една од златните фигури на некогашниот кометал Ѓорче Петров. Од тие убави, среќни 2000-ти години, кога не правеа сите овде среќни, да славиме, да навиваме, да се радуваме, тие години кои што го паметиме овој ракометен клуб како една голема радост за Македонија. Ја паметиме така по европскиот шампионат кој што ни го донесоа овде во Македонија и секако по освојувањето на Лигата на шампионите, но и многу други радости, многу други успеси. Причина беа да се полнат и да бидат тесни трибините токму кометалки. Огромна радост ми е што сте овде заедно со нас. Овој пат не зборуваме многу за спортот, фокусот ќе биде вашето мајчинство. Добар ден, председател. Јас сакам да ве поздравам и многу мило што сум во една ваква емисија. Да, мајка сте на 2 ќерки, можеби за поголемата јавност познато, можеби не, ќе ги поздравиме Ива и Ања кои што верувам дека не гледаат, и сопруга на исто така познат ракометар Ангел Велков. Ќе зборуваме за вашата семејна приказна. Ајде за почеток, да почнеме за вашето доаѓање овде во Македонија или можеби причината како доаѓа моментот да ви се вкрстат патиштата и да играте овде во оваа земја. 93-та доаѓам во Македонија, бидејќи на тадашна Југославија е ставлен ембарго. 92 кога требаше да одиме на Олимпијада, заедно со моја кума Индира Кастратовиќ не вратија од авион, ни рекоа ставлjen ембарго, не одите на Олимпијада, враќате се дома. И година дана игравме у такви услови. Нели ние бевме тогаш у најзрели ракометни години, да кажем. Добивам понуда од Македонија и година дана, значи пошто таа жалосна случка што ни се случи, не отидовме во Барселона, и јас заедно со Лилја Марковиќ доаѓам во Скопје, у екипа Скопје. Прве 2 години играв таму за Унипроком тадашни. Ви беше ли вас тоа некаков предизвик тогаш? Тогаш колку години имате? 24. Беше за вас некој предизвик тогаш тоа што треба да играте во, да речеме, сепак друга земја, не било вашата земја? Па нормално дека беше предизвик ради тоа што ми се отворија патишта да одам ван ембарго. Значи имав можност да играм и Скопје тогаш таа година играше Еврокупови, така да одма наступував и во Европа. Како се запознавате со вашиот сопруг? Па нормално, Ане беше голман на Металург, јас бев играч у Скопје, или ние имавме тренинг пред нив, или он има тренинг пред нас и така се запознавме. Во сала тоа било тука? Ајде првиот момент на запознавањето, како беше? Присетете се на тоа. Доаѓам на тренинг, он брани на голо и после тога станавме пријатели, излегувавме, после тоа и супружници. Вие всушност се заљубивте од самиот старт во него? Не, бевме другари. Прво бевме другари, пријатели, излегувавме, се дружевме и после тоа пријателство прерасна во љубов. Кога доаѓа моментот да прерасне во љубов, ве запроси некако спектакуларно, свечано, имаше таков
момент за крунисување на вашата љубов? Па да, отидовме за Војводина кај моите и таму ме има запросено, дури мајка ми беше у бања и она рече морате да се вратите дома пошто имаме една ситуација. И жена си источи, не знаеше што се случува точно, меѓутоа ситуација беше веридбата наша. На која возраст, колку години имате тогаш? 26. Значи, отприлика за 2 години се тоа брзо било така спортски. Да, 95-те се веривме, 96-те направивме свадба, али баш како викате све беше спортски, пошто немавме слободни викенди кога би можели да направиме све тоа и тогаш супругот со командира седна и викат овака, 12 јуни може да се направи регистрација, се направивме регистрација, утре дента заминав у Бугарија со репрезентација на Македонија. Следниот ден после свадба. Немавте Не, после регистрација. После, така, да. После тога на 13 јули направивме свадба. 14 јула, одма утре дента ја заминав со кометол на припреми. И сега кога не прешават кога медени месец, викам кога ќе одем у пензија, тогаш си имаме време да си одиме и на медени месец. Значи уште немало меден месец за вас. Добро, месец здравје, ќе биде и тоа, ќе дочекаме, зошто да не. Ќе дочекаме и тоа, да, еден ден. Лела, вистина ли е тоа дека вашата свадба, датумот на вашата свадба се кроел според распоредот на кометол? Да, па сега го кажав тоа. Значи буквално тоа го гледавте кога да биде, така? Така гледавме, значи кога ќе дојде да бидат сите ракометарки тука, значи почнуваме, тој викенд нам е слободен и после тога се одат на припреми, више нема слободно. Значи кога се облече дресот на кометол, значи од, да кажем, 10 јули до јуни следната година, тоа е. Сакавте сите да бидат тука да вас на број, тоа е. Тогаш сакав сите затоа што нели тогаш исто имаше тешка ситуација беше горе, роднините не можеа да дојдат сите, дојде само моја најблиска фамилија, така да нели кометалки уствари беа моја поширока фамилија. Да, верувам дека е тоа така и до ден денес велите дека Индира е вашата кума. Како да ја до тоа да ја поканите таа да биде вашиот сино? Не, нама е супруг нjen кум, а самим тим и она нам е кума. Значи, вие сте и семено пријатели, се дружите. Семени пријатели, да. Со кои други кометалки се дружите? Па со сите се дружиме. Ние еднаш месечно, еднаш од 2 месеци кога ќе најдеме слободно време, се излегуваме, се дружиме. Значи не сме останати барем у 3 месеца еднаш да се собереме. И ако не можеме сите тие кои се слободни ќе се соберат, ќе се дружиме. Тука се горе долу во Македонија, сега немам. Пак горе доле тие што се тука у Скопје, да, сите се дружиме. Знаеме, Клара знае кога ќе дојде од Германија исто и тогаш да се собере да се видиме со нејзе. Меѓутоа тие што се тука, другите што замина, што се вратија во Русија, не. Каква беше реакцијата на вашите родители кога кажавте дека ќе бидете македонска снаа? Пошто татко, мислам, ми е починат пред 30 и нешто години, на мајка ми кога реков, она рече тамо каде ти е среќата, тамо е Да. Тоа е најважно, среќата, каде се чувствуваш најубаво. Среќни сте овде во Македонија, така? Јас сум како дома, мислам, јас сум роđена у бивша Југославија. Мене ми е тоа све ми е дом. Не е битно у кој дел од бившата земја се наоѓам. Овдека се стварно чувствувам како дома. Па повише сум у Скопје него што сум. Јас сум со 16 година замината од дома. Така да, а у Скопје сум 33 години. Да, повеќе живеете овде отколку живеем толку колку живеев. И одлично го зборувате и македонскиот јазик. Па се трудам, се чувствува тоа мој нели српски акцент, ама стварно се трудам колку можам да што поубаво и потечно го зборувам. Но во секој случај се разбираме, тука е сличен јазик, не е некоја само се трудам у школа кога сум на училиште да не згрешам кога пишувам електронски дневник, ама има по некој српски збор, не можам да кажам дека нема. Како изгледаше вашата адаптација во Македонија како снаа? Зошто ве прашувам? Како се адаптиравте во семејството со свекорот, свекрвата, со семејството на вашиот сопруг? Сега и веќе вашето семејство. Знаете како понекогаш мажот ми се чувствуваше како да е он зет у фамилија, а не јас како снаа. Пошто стварно ме прифатија како ќерка и така се односија спрема мене цело време. Свекор ми покојни ми прашуваше снејка сакаш да бидеме
свекор и снајел или другари. Ја викам другари, тата. Добро. И стварно, мислам, спрема мене се односија како да сум нихово дете. Значи, ни у еден момент јас немам почувствувано дека сум доđеш у фамилија, некој дека сум расната со нив. Свој на своето. Свој на своето, Да, баш така. тоа многу значи за секоја сна, без разлика дали е од друга земја или не, за секој значи многу кога е добро прифатен во семејството каде што доаѓа. Но има една анегдота која што ми ја кажа, која што сте ја имале со вашата свекрва. Ќе ја споделите со јавноста? Како да не? Мислим, јас сум тоа споделил 1000 пати и сега. Знаете, нормално, кога влегуваш една фамилија, поготово кога се, ајде да кажем, различити малци културите. Јас сум одраснат у Војводина. Војвоđанска кујна е многу измешана. Тамо су и румуни, и руси, и маđари, и чеси, и пољаци. И стварно нам е кујната многу различита од македонска, а слично, мислам. Да. И различито и слично. И кога се омаже, договор беше, значи мама прави нормално македонски јадење, јас правам српски и сега јадеме сите еднаш, ако нам се бендисува ќе правиме пак, ако не ни се бендисува, значи нема да го јадеме. И тогаш брат ми има испратено бифтек, тој е пуњен мускул со месо од домашни колбас. И јас, нели снајка, радосна влегувам кујна и викам, данас ќе да јадеме пуњен мишиć. И гледам свекрва ми, жена пребледе. Го гледам свекор ми се смее, го гледам баш, ни двајца се смеат, она жена, вика шо ќе јадеме? И ја пак, пуњен мишиć. И сега ја го кажа, мишиć, знаеш? Мама мисли на глувче. И свекор ми, маш ми вика, мамо, ќе јадеме полнат мускул. Добро. И сега, знаете, не беше то така, ама ние то така направивме, дека то стварно, и излезе, ја викам, мама, кога почна да менја пац, љубичасто, зелено, жлто, вика, не е така. Сега, викам, јас можам да го кажам како го сакам, ради тоа што жената стварно, мислим, тоа е зборовите што се слични и не се слични, нели? Да. Така да. И таа анегдота ја раскажувам секаде. Тоа, и интересно да во секој случај не сте јаделе глучец, тоа е Не, најважно. Ама Да, добро, да, уште ама јас тогаш интересен нели не момент. зборев. Така, мишиć. Имам колеле. Ама супер беше. На која возраст се реализирате прв пат како мајка? Значи, имав полни 29 години кога ја роди Фања. И многу малце имам поминато време со незе како, ајде не кажем како бебе, него од нjenih 6 месеци па до 5 години, 6. Мислим малце, времето кое бев дома, поминував нормално со незе, ама пошто уште активно играв, значи многу патував и буквално незе подигна баба и дедо и тато. Значи мама беше тука привремено само. Пошто стварно тој период имав многу обрски и спрема клубот и спрема репрезентација и многу малце време поминувавме дома, да кажем, али светото време тогаш ја имам посветувано на незе. И од таа причина, кога сакав втор пат да се останам како мајка, реков кога ќе завршам со ракометна кариера, тогаш да све тоа што имам испуштено со првото дете, да го надоместам со второто. Како една лекција животна. Па баш така лекција, знаете, мислим сега, не можем да кажем била сум многу, ама прво запче кога ја паднало, например, не сум била дома. Или можда некои зборови кога ги кажала, после не сум била дома, сум била неги на припреми на европско, на светско, на некоја утакмица. Така да стварно се трудев секое слободно време, а баш и свекори и свекрва ми знаеа да ја земаат со нив у Ваташа по 5-6 месеци да седи со нив таму, па ја и мажот ми кога бевме слободни, одевме да ја видиме. Ради тоа што стварно имав многу голема помош од njihova страна што се тиче тоа во периодот додека играв. Сигурно е многу голема жртва и двајцата сте спортисти, татко и мајка, спортисти во семејството и тоа врвни спортисти. Сигурно е голема жртва да се направи баланс помеѓу нели професијата и мајчинството во вашиот случај. Па затоа и кажам дека ние мајки спортисти стварно
да кажеме, жртвуваме еден дел од растање на нашите деца со тоа што не сме дома. Да. Јас тоа го почувствував најубаво кога ја родив Ива, пошто значи Ања е прва ми ќерка, она одрасна со баба и дедо. Буквално е, пошто и мажот ми исто е, и он исто беше активен. Така да со Ива имам почувствувано све оно што го немам доживеено со Ања заради периодот што не сум била дома. И тогаш сватив дека стварно многу работи имам испуштено. Тато некогаш кога треба нешто, Ања ќе се обрти прво на баба, па после на мене, пошто ја не се љутам, пошто она дете одрасна со незе. Далеко од тога да, нели мама си е мама, ама пак нешто кое треба, кај баба ќе оди. Природно и доаѓа да... Природно и доаѓа, док беше помала. Нормално како другаче беше, али кога беше помала, прво ќе оди незе да ја праша, пошто секој ден е со незе. Да, таа конекција која што се создала органски, тоа е посилно од незе, не го прави тоа намерно, сигурно. И Ива поминуваше време исто, мислим, баба е дома и со Ања и се, ама јас бев дома. И така да Ива другаче, мислим, повише се ослоняше на мене него на баба, док Ања повише се ослоняше на баба него на мама, пошто мама не беше дома. Може ли да се присетите на моментите кога дознавате дека сте бремена и првиот и вториот случај? Како изгледаат тие денови? Со кого бевте? Кому му соопштивте прво? И за Ања и за Ива сакам да слушнам. Значи овака, кога открив дека сум бремена со Ања, требаше да се оди за Хрватска да се игра квалификацијна утакмица за Европско во Норвешка, 98. И јас знаем дека сум бремена, мажот ми знае, мислам дома знаат сите, знаа кума моја и никој више. И одиме на утакмица, у Осијек игравме тогаш утакмица и јас влегувам у собликувална на хрватска репрезентација затоа што колега играше порано со нас во југословенска репрезентација, Вашка и после тога беше и кај нас со комета и викам, девојки, јас сум бремена, само не ме удирајте по стомак. Викам да изиграм ово. На противниците им го кажувате, на хрватските, да. И девојчиња викаат, не, мислам тама работа. И тече надпревар, тече. И све е во ред. Негде 50 и некоја минута, пивот мене кај njena се врти и ме удара со лакат у стомак. И ја паѓам долу. Значи, прв пат бремена, не знаеш што се случува, не знаеш, додуше и доктор знаеш. И јас паѓам и доктор доаѓа, доктор Зоки, го поздравам, и ме зима овако и ме носи надвор и вика, ми скрати 10 години од живот. И ја му викам, докторе, ми се смањи болката, викам, пуштај ме назад да влезем на терен, викам, они дома мои ќе умрат сите. Зошто ве нема? Зошто ме нема, зошто играм, значи нешто се случува. И викат, кога ме видео дека сум влезена назад, и му лесна нормално на моите дома. И завршува надпревар, и јас му викам на тренер, ја и ти утре од ова страна на линија. И ме гледа. Викам, ово беше мој последни надпревар, са сега, викам, јас сум бремена, не играм повеќе. Тогаш му соопштувате? Тогаш соопштив и на другите девојки, тогаш соопшти на тренер, на председател, на сите. Ви велеше ли некој, ето тие индира, можеби сопругот, да не играте? Ви велеше некој, кога сте дознале дека сте бремена, да ве поколеба малку? Знаете како, кај нас е спортисти малце другачие тоа. Некој нарочно останува бремен, например, пред светски олимписки игри, вика дека тогаш жената добива некоја сила, некоја снага, нешто така. Јас добив удар. Мада не ми сметаше тоа, али после тога до 5 месеци не се ни гледаш дека сум бремена, па се шале на мој рач, вика, не сакаш да играш, па вика дека си бремена. И онда одеднаш само. Се појави одеднаш Ања. А тоа било Ања. Тоа беше со Ања, да. Си исплашивте тогаш кога се случи ударот? Имавте... Да, како не бев исплашен, нормално само гледав дека да нема ништо крв доле и терај дале. Да, битно се поминало. Какви беа вашите бременности? Ако направите паралела, имавте ли лесни бременности? Тие 9 месеци носење на бебе во стомакот? Ба мене ми беше лесно. Душе со Ања први 5 месеци
Немав некои киселини такви работи, ама све што јадев се повраќав. Нешто малце остануваше во мене. Док со Ива едно сабајле само се разбудив со мачнина и толку. Значи времето и лесно ги поминував. Со Ања играв, со Ива бев тренер до 9 месец работев на трениз, бев со свирче. Со свирче. Мислим дека затоа Ива не реагира сега на свирче кога пошто стомак док беше со свирче се расправаше секој ден. Не можете да го напуштите теренот и бремена, значи очигледно е дека тоа е местото каде што се чувствувате најудобно. Па, веројатно е тоа. Знаете, јас кога завршив ракометна кариера, довршив факултет, нели, довршив топ, станав професор по физичко образование и нормално цело време си у сала. И така да сакав баш да работам у школи у тие мали категории ракмет, затоа што јас кога почнував со мене немаше кој да работи. Пошто бев најмала, ќе чусна таму на зачеле од колона и вика учи. И ја со 14 години почнав да играм раковец, со 16 заминав од дома и цело време учев. Морав да, мислам, гледав што прават другите, па ја, док нели сега е многу полесно, пошто ние од први они чекори сме у школите ракометни и работиме со деца, да ги обучиме да би стали ракометари. И тоа можам да замислам на тие деца, тие идни ракометари, што им значи да ги учи некој како вас. Тоа е сигурно многу значи и од кого учиме, нели? Многу значи. Знаете, верувајте колку год да сте уморни. Например, јас вторник и четврток од 8 до 9 имам тренизи со тие мали деца. Значи од 7 до, да кажеме, 13-14 години тие. Знаете колку убаво кога ќе дојде оно малецко, па ќе ве гушне, ќе ве стисне онако. Деца или ве сакат, или не ве сакат. Деца не знаат да лажат. Да. Значи, ако те сака, ако не те сака, не те. Може да правиш што сакаш, едноставно, детето си е искрено и ако не те сака, можеш што сакаш да му направиш. Тие се искрени суштества и не може тоа, Тачно. не можат они да одглумат. Знаете, кога ќе одам кај нив на тренинг, тоа ми е едноставно релаксација. Све тоа можда што се преко ден набиеше некоја негативна енергија, нели, пошто за жал тако време живееме. Онда кога ќе одам, тоа ми е некако мелем и онда после тога си одам дома, растеретена, без никаков проблем. Затоа кога се слушнавме, кога се договаравме за овој разговор, како ми рековте, велам, вие сте мајка на 2 ќерки и како ми рековте? На 2 ќерки и на цел клуб. Биолошка мајка на 2 ќерки, но и плюс има уште многу дечиња, сигурно. Има, знаете, јас ево конкретно кај мене у Ѓорче 2, младински ракометни клуб, имам девојчиња што се од страна. Значи, јас сум им и класна у гимназија наша, у спортска академија, и сум им тренер у клуб. Значи, они се дојдени тука 90% доверени на мене од своји родители. Значи, дојде у клуб и у школа, у Скопје. Тоа значи дека се од други градови? Од други градови се, да. Имам од Гостивар, имам од Кичево, Прилеп, од Струга имав, и значи сега и од Делчево имам, и од Куманово. Така да тие деца се тука, значи јас сум им стора мајка. Да. Значи им кажав, било што да затреба, јас сум тука. Значи доверени сте на мене, ваши родители има толка голема довера од мене, чим ве пуштија да дојдете тука. И така да за било што, значи мене не ми е тешко да ми се јава децата. Ние имаме вакав проблем. Јас станувам, јас сум знаела ноќе да устанем и мажа заедно со мене да ги земеме деца да ги носиме у болница. Без никаков проблем. Зошто нема кој тие не имаат, можеби никој, немаат може ни родни ни тука, ни никој. Немаат, они се сите сместени у интернат. Да. Значи никош не беше проблем. И сигурно ви се доверуваат ете девојчиња, можеби за интимни работи, Па видите, пак за такви работи се срамат, ама некогаш кроз шала, кроз овако, знаете, кроз то. Сите тие, мислим, дечко има. Не може да не го знам јас тоа. Да. Не мора она да ми каже. Се познава тоа, се нели? позна, али знаете што е уште малце што ми е специфично. Многи луѓе ме знаат, ги знаат, например, ракометарки кои се кај мене, ги знаат моите деца, нели?
И некојаш едва чека да ми каже, синоќ твоите беа вама или синоќ твоите беа таму, па ако нека беа деца се излегуваат. Да, Па поготово за ракометарки. И таму ги видовме. Ако ги видовте, викам. И тие се деца треба да излезат. И онда кога ќе им тако каже нешто, ќе ми викнат на пример у школа, класна од кај знаете. Па затоа што викам некој ве видел и ја не сум сигурно била таму, некој ми пренел дека сте били. Затоа дека морате секогаш да внимавате како се понашате. Не знам, тоа се мали деца, не знам колку ги знаат вашите успеси, освен од што читале, тие не биле родени кога нели вие. Да. Но тоа нивните родители се горе-доле моја возраст и сигурно биле меѓу тие кои што славеле и се радувале за вас и можам да замислам што значи детето да го пратиш да тренира некој. Да, има, како ваше, мислам, како јас вас. имам голема почит од сите родители и од деца, не можам да кажам дека немам. А и вако како професор сум како класна или пошто сум ментор ракометни на академија, мислим сум строга. Затоа што сум навикната да само ред, работа и дисциплина може да донесе успех во животот. И секогаш ги насочувам на тоа. И им викам дека на прво место е школа, па после ракометот. Затоа што ракомет е од денес до утре. Една малце поголема работа, повреда и што ќе работат утре, ако немат школа. Ако нема школа, да. Значи да, играјте ви ракомет, ама школа. Школа мора прво, па после све друго. А професорке, уште едно прашање во овој блок кога зборуваме за идните ракометарки на Македонија. Има ли таленти? Има. Само на овие деца им треба подршка. Им треба некој кој ќе верува во нив. И верувајте, имаме иднина. Само треба работа. Многу работа и многу труд, она што сте го минале вие. Сега, како мајка, останувате бремена, а сте спортисти, вие велите дека тоа е, нели, сериозна задача за еден спортист, оглед на тоа што сте свесни дека ќе треба да го напуштите теренот. Кога тогаш, значи вие сте оделе до можеби до максимумот колку што е можно, но не можете. Не сум одел до максимумот. До кога бевте бремена, до кога Не, бев тренирате? Вториот или трети месец. Така да. И како го прифативте тоа дека ќе треба да го напуштите теренот? Лесно, јас сакав да бидам мајка. Значи многу лесно. Не ми падна тешко мене тоа што морам ја да го напустим теренот. Не ми мислам, знаев дека ќе се вратам. Јас дури Ања моја имаше 3 месеца кога играв утакмица у Словенија за репрезентација. Отидов, после 40 дена почнав да теренирам и отидов да играм утакмица у Словенија. Дома сите ја чуваат Ања, јас таму и они никој не спиеше, она се спиеше, гајле си нема, има кој да внимава на нејзи. Али, мислим, кога се вратив дома и кога ми гушнав и кога почнав вака да ме ударе по рамиња, тогаш не можем да ви опишам колку е тоа чувство, значи, почувствувала дека не сум била тука. Да, дури мало бебенце 40 дена? Не, она имаше тогаш 3 месеца. Јас кога Ања имаше 40 дена почнав да тренирам. Аха, тогаш се враќате повторно. Одев теретана, со тренер работев малце. Брзо сте се тренирав враќале? и онда, тренирав и после тога кога заврши утакмица, уште 2-3 месеца после тренирав за себе, на екипа се приклучив кога почна следна сезона. Лила, си забележавте ли кај себе си, откако станавте мајка, промени во својот ракометен пристап? Забележавте нешто? Ви влијаеше мајчинството врз професијата? Па, не ми влијаеше тоа што брзав секогаш да одам дома. Значи, што побрзо да се заминам дома. Нели, помалце време поминував со играчи, нели, ќе одиме на кафе вама или ќе одиме на кафе тамо. Не сум одела, него секој слободен тренуток, значи сам одела дома. Сум постала појака, поцврста како личност. Мада, ја не сум особа која сака да се расправа. Јас ке се свртам и ќе одам, али како станав мајка, мислам, тогаш у вама се буди чувство за заштита. Значи, дека има некој на кого сте му потребни и кого морате да чувате, да го штитите. Можда некогаш, јас сум била тренер и на двете мои ќерки.
И на Ања и на Ива. И прв пат кога сум почувствувала у некоја ситуација сум повише мајка него тренер, и тогаш ќе му кажа Ања, сега е време ти да заминеш од мене. Значи јас, она знаеше многу пати да ми вика, Снежана и 7 џуџиња, цртаниот филм. Он вика, јас сум Снежана, ти си 7 мачки. Мислим, така сум се, значи никој не можел на терен да почувствува дека она е моје дете. Пошто највише кривац беше она, викав понезес, мада може да беа криви и другите. Але никош не сум правила разлика. Значи, она е мени на терен играч. Пристрасноста немало. Не сте дозволиле да доминира. Не сум дозволила, не. Да. А се сеќавате ли какви беа породувањата? Како ги паметите тие 2 дена? Со Ања и со Ива. Значи, Ања е 26 декември, Ива е 5 февруари и двете се зимски деца. Значи, бев договорен на термин. Со Ања ме пораѓаше доктор Бакалов и кога требаше да се пораѓам со Ива ми кажа дека он е замина од пензија. И тогаш со Ива ме пораѓаше доктор Бошковски да би се утврдило дека доктор Бакалов уште нема заминато пензија, што ми е многу жал, мада многу убаво поминав и со доктор Бошковски. Со Ања отидов дан порано нели у болница, у 6 сати со бајле ми пукна водењакот, ми ставија тие провокации, ама и како спортиста. Дури 12 више напони, ама нели јаки мускули нема, не се како вика оно што треба да се отвара и тогаш ме има цечено и Ања излете како катапулко и доктор само се рече како може овако да личи на тебе. Док со Ива водењакот ми пукнал дома. Значи јас пошто сум имала повреда кичме и мене тие болките ми, како да ви кажам, ми доаѓаат како сасвим нормална работа. И се слушам до исто 4 вечер, се слушам со доктор Бочковски, пошто Пети Сабајле беше исто договорено нели да одам на тој терминове и доктор беше на гости и се слушам и ја викам докторе јас имам болове, ама така, велела па како? Па не знам, ја викам, пошто нели сасвим другачи. И ајде Ања ќе спие со мене, јас се избањав, облеков пиџами и гледам вода низ ноги. Ја викам шо е сега, само се и се јавам викам докторе, мене ми пукна водењакот. Само слушам тама тргнувај за болница. И си отидов во болница негде 11:30, нешто пред 12. Пред полноќ или Пред полноќ. И нели, ама тоа више пошто гледаш сите и шетав. Јако имав болките, шетав. Значи не сум више лежала пошто со Ања 6 сати лежев, пошто нели провокации добе. Овде шетај, кога дојдоа јаки болки, и Ања се роди у 5 до 12, Ива се роди у 10 до 3 Сабајле. Ања у 5 до 12 и све што прави у 5 до 12. Значи секој завршава работи у задни момент. Она е родена у 5 до 12. Ја следи тоа. Да. А Иче е родена Сабајле 10 до 3. Значи околу 3 сати ви требало за да се породите според. Па Да. Да. Ама шетав цело време. Движење. Да, тоа е многу важно. Тоа Цело движење време движиш, да. кажуваат дека е многу важно. Може со трето ќе беше уште полесно, ма. Не знаеме, може би, ама така требало некој што е. Прво на 29, второ на 38 напунив у мај, 38, значи ова како ја требаше на 45, пошто на секој 7 години. На 7 години. Да, и сега тоа ми беше следното прашање. Тие се разлика околу 7,5 години, така рековте, 7,5, 8. Они календарски, ако гледате, се 8, пошто Ања 98, Ива 2006, ама Ања е 26 декември, Ива е 5 февруари, уствари, 1 месец и 10 дена. Да, тоа е 40 дена. 40 дена се разлика. 7 години и 40 дена. 7 години и 40 дена. Како реагираше Ања дека ќе има сестричка? Како ја го соопштивте? Како ја подготвивте за тоа?
Не, Ања се радуваше цело време. Цело време се радуваше и у болница кога ја донесоме дома, цело време со нејзе. Немаше љубомора, немаше ништо. А она со мама менјаше пелени, не помагаше, да. Затоа што како да кажам, ни едnog момента не тргнавме од страна, на цело време беше тука со нас. Многу значи тоа, затоа што таа не била многу мала, тогаш била детенце кое што веќе оди во училиште, разбира. Да, баш тоа, јас кога Ања требаше да тргне у школа, јас викам, Ања, што сакаш, мама да биде дома или уште да игра ракомет? Она рече да бидеш дома. Добро. И така и беше. Јас 2004 престанав да играм. А одев да се договарам за продолжување. Како се почнав да се качувам на скали нагоре. Така, как се качив на последна скала, више знаев дека нема да играм. Да, ама и реакцијата на вашата ќерка сигурно влијаела Да, вас. Тоа мајчинство, таа мајката е секогаш посилно. И верујте дека мислим, може уште да играм. Како поминаа годините, така си созреваш како играч и не ми беше тешко општо да играм. Да, но мајката во вас била посилна. Беше посилна. У тој момент беше посилна, верувајте дека беше посилна и никад нема за жалено што значи Ива е 2006 родена у февруари, крај маја, почеток на јуни Индира правеше опрештени утакмица и ние игравме. Значи, како летев по терен. И ми вика да се вратиш да играм. Да се вратам, нема тие пари, викам што мене може да натрат сега да се вратам. Убаво ми е дома си живеам, но добро сепак вие. Ама убаво мислим, тоа чувството нели пак да трчиш али немав некоја желба. Добро, сепак вие сте и тренер и сте во тие кругови, не сте не сте се откажали, не сте. Не сум се откажала, знаеш некогаш така више кога ќе те стаса стварно викам ајде доста време е више. Па после кога ќе викаш ке време, а они девојчиња што ќе враат, поготово док имав приватна школа. Колку беше тешко. Без спонзори, без никога. Дури пре пар година ја затворив картичката која ми беше у минус од покрај што трчаш школа. за спортскиот дел, дополнително и за други. Али никаш се немам покаено. Се напуни, завршивме, ја напунивме. Мислим, многу е тешко. Многу е тешко мислим да имаш приватна школа, ако немаш помош од некој спонзор. Стварно е тешко, ама издржавме заедно со родители, заедно со деца, пак го тргнавме, пак го активиравме Ѓорче Петрови, така да сега е полесно. И одите во нагорна линија што Па се одиме, надеваме дека така и остане. Колку вашиот сопруг Ангел Велков беше присутен како татко, колку беше инволвиран во процесот од вашето забременување, ваша поддршка. Верувам дека имало и емотивни моменти тука, значи колку тој беше вашата поддршка како сопружник, но и како татко. Значи имав поддршка, имав голема и како сопруг и поготово како татко. Сеќавам една ситуација, сега ќе кажам како татко. Ива мала завршува у болница. Бактерија нека добивме и у болница отидовме и сега не носи нели усоба, одидовме нели на преглед, рекол мора поткитно да остане у болница, и викам да одиме барем до дома нели да земеме, али што е. И двајцата сме горе усова и он стои и плаче. Ја викам ало, мислим гледам колку му е тешко, викам нема плакање сега. Ќе биде она во ред. Мислим, он многу е врзан за девојчињата. Мада он тоа не покажува, можда вака, али многу. Нема шансе, што вика, не дај Боже да ја фали некоја влакно на глава ради некого. Мислим да ќе го сравни со земја. Татко на ќерки, тоа е силна... Баш така, таткото на ќерки, да. Мислим, стварно и им збори и му кажува и како збори со ќерките наши, укажува, мислим, како е машко, што машко сака од женско и све така. Исти такви работи ги кажуваше и на ракометарки наши, што беа кај нас у клуб, кога ќе одиме негде надвор, зборуваше со нив, им кажуваше, им укажуваше. Вика, јас ви сега кажувам како машко.
Значи да ме разберете како машко, што и како, и да внимавате на тие работи. Да, И родителски стварно, совети. Родителски Да. совети. Значи кога god одевме негде на пат, повише беше татко него што беше тренер. Да. Па и значи таа блискост со тренерот, затоа што се поминува многу голем дел од животот нели ги поминуваат со вас и тие се приближуваат и сакаат и некакви совети животни, не е само нели советите за тоа како да се однесуваат тие чекори. Затоа ви кажам, правила на теренот. баш заради тоа што е татко на две ќерки, никогаш се нема лоше однесено спрема ни една девојка од нашиот клуб. Да. Мислам, имале ситуации каде можда и шамар да удри такви работи, ради тоа што ама никогаш го нема. Дисциплинска. Тоа. Да, мислам, не мислам онако, Да, али јасно, разбирам. никогаш го нема направено тоа. Јас исто имам кажам, прв пат кога помислим да кrenем рака на детето некој, мислим, јас нема више да бидам тренер. Да. Ама имавме ситуации стварно некој, ама ги решававме. Да, има начини. Не размислува да, што ја викам, 5 минути нихово задоволство, нас може да не лиши слободе. Да. Ми сме патували, ние сме ги носили девојчиња. Бевме у Хрватска, одевме преку Албанија, застанувавме на бензински пумпи, како излезеш оно машала. Мислим, девојчиња носиш тие 15-16 години, Да. девојчуци што викат почнуваат Во да развој. заликуваат на жени у развој, нели? Сме одели у Србија, сме одели у Војводина, бевме по 7 дена бевме кај мене у село мое на турнир меѓународни. Да не кажем у кампови, ги носевме без никаков проблем, у Дојра на камп. Знаете, каде god одиме машки има. Да. Не можеш, мораш да ги заштитиш. Мораш да ги заштитиш. Поготово. Значи, Од тој надворешен свет, затоа што тие одат, тренираат, да, тоа се, дели, не шетате вие таму, но имаат дел слободен, каде што имаат слободен дел, никој не им бранеше нели издружба свето. Ама мораш да им укажуваш. Знаете, Да, колку па поготово се сеќавам у Дојран, само што отидовме, сите мачки од Дојран дојдоа слушнале доаѓаат ракометарките. Дојдоа тука. Па со покојни ги статов, ги бркавме, мислам. Значи девојчурци со тоа. Да, тоа се тие луди години. Луди години, навечер раздирливи. спиење, какво спиење навечер. Кој е построг родител? Вие или Ангел? Па ја мислам дека сум јас построга од него. Како ги воспитуваате децата? Добро, сега тие се колку години имаат, тоа се веќе Ања е девојки, 27, Ива е 20. големи девојки, возрастни, но еве како ги воспитувавте и како ден денес, на кој начин ги усмерувате да одат кон прав пат? Па видите, например кога зборев со неа и кажав дека мора сама да се пробија кроз живот. Ради тоа што се тиче спорта, моја деца имају голем проблем, пошто, например, Ања моја стана репрезентативка со своји 16 години. И они у 16 години ја барат у Ања Милева Велкова. А јас дојдов у Македонија како југословенска репрезентативка. Знаете колку требаше труда и рада да се вложи да влезеш у југословенска репрезентација. И сега ти една југословенска репрезентативка го бараш у девојчето од 16 години. Да. Значи има и проблем еден и Ива исто моја, мислим, и една и друга тој проблем имат. Не можете ви нив да успоредувате со мене. Никако. Значи секој си они Ања имаше повреда, го скина лигаментот и почна и она има и денес има јако голема желба да игра рако. Меѓутоа Да, таа е ракометарка. и повише не се бави со спортот затоа што Ања моја стана тату мајстор. Значи така. за тетоважа њој ја треба рака. Ања многу убаво тетовира, многу убаво слика, има многу убави слики нацртано. И нејзе треба рака. Уште едно кинење на лигамент, значи инвалид. И од таа причина јас сум против тоа да се она бари. Мада она и денес пати што не е во ракометот, меѓутоа она е многу добра у своја работа и ја ја посакувам на том пату да стекне што поголем успех. Ива игра уште ракомет, она е студент, си го сака факултетот, до кога ќе игра ракомет, док сака да игра, нека игра,
кога не сака, нека прави тоа што го Нејзина сака во одлука. животот, така да ни на едно, ни на друго дете не му викам ти мораш да успееш у спортот. Денес ништо не се мора. Значи тоа секојаш. природно доаѓаше тие да одберат да бидат ракометарки со оглед на тоа што и таткото и мајката го очекувавте тоа некако да можеби не сте ги терале, да разбирам, видите. но дали тоа некако беше по дефолт? Не сум, не. Например, Ања одеше на пливање, па одеше на карате, па фолклор и со нас, мислим, после дојде сакам да бидем ракометарка. Океј. Ива, пошто нели од мали ногу со мене како тренер е било у сала, она еден период, пошто трениравме тогаш у Партизан, почна модерен танц, таму одеше пар тренинга и после тога у ракомет и толку. У школа паралелно со ракомет, например, она играше и одбојка за школа. Немаше никој проблем. Дури се размислувавме измеѓу ракометот и одбојката. Да, и високи се и двете, високи, и да. све тоа. Ама нема тако јак клуб у Македонија да би она могла да има некоја поголема перспектива и останува у ракометот. Така да. А велете кога беше мала ја носевте со вас така, значи тоа и како бебе ја носевте на додека работите или поголема? Поголема малце. Се сеќавам кога бевме у Дојран на камп и она киде со нас у сала и то со влечки ноги и она ки игра одбрана. Нека вежба беше нешто правил. И трчи она, овој отидува напад, она доаѓа до пола терена, овој се више врати, а она уште трчи у напад. Малецка беше. И после тога рече ја сакам патики и опрема и на незе направивме опрема. Да, се залюбила кога го гледаш тоа и се залюбуваш, па и тоа е за мене најубавиот спорт. Највише сакам да го гледам. Одевме едно 5-6 години одевме, правевме камп кај стато, беше многу интересно. Тренирање, бањење, уживање, маскенбали. И све правевме. Со деца, мислим, деца сакаат да се забавуваат. Значи и денес исто, ама и спортисти, например, ако им даваш суво трчање, никој не сака да дај им топка, можеш да правиш со нив што сакаш после тоа. А како вашите ќерки реагираат на вашиот успех, европски шампиони? Се разговарале по дома за нивните размислувања? Па како не. Видите, на таа титула? Ања имаше 3,5 години. Така, нели 3,5. Па да, 2002. 3,5. Добро, таа била малава. Она го има мислам има дојдено на трг, мислим, знае што се случувало слики. Со Ива нели правиме мовет, сега се гледат, еве и она е македонска репрезентативка и има одено на европско и светско. Светско ги играше тука у Македонија, играше како кадеткина за младинки. 2 години беше помала, а играше за младинска. Ова година беа летос у Црна Гора. Значи, она го има почувствувано тоа што значи да се представува државата. Да. Има играно купови, има и тоа почувствувано како е да исто играш клубски, не. Меѓутоа, Лига шампиона е многу поразличита од сите купови што го играат. Прашањето ми беше, сега Ива не била родена, Ања била многу мала, но вашиот успех тогаш значи има снимка таа што е гледа. Денес се зборува, нели тоа? Има снимка, има гледано, имам раскажувано. Не имам ја раскажувано, ја раскажуваат другите. И така ме препознаваат, нели? Како се случувало и што се дешавало за тој ден кога ние игравме, кога го освоивме финале, мада ние игравме 3 финалиња. Ми не сме верували, например, кога игра Кометал или кога игра македонска репрезентација, улице беа пусти. Луѓе ги гледа утакмиците. Да. Мислим, док така беше. Знаеш, док тоа, Александра, не го видиш, не го почувствуваш, ние кроз документарни тие филмови, уствари, можеме да свативме што се случува. Вие не знаете, таму сте, нели? Да, или, например, 97 кога дојдовме дома од Германија, мислим, требаше цела населба малта не беше тука, ама ние касневме. Одевме натака, навака, навече дојдовме дома, негде околу 7. Јас и Индира. Од 7 сат до 12 луѓе влегува и излегува од кај нас дома.
Да. комшиите, подаръци, торти. Останавме вака, не можевме да веруваме дека тоа се случило, или кога излеговме на аеродром, жени кога не дочека тоа. Да, мислим, пречекот. тоа е не можеш да го опишеш чувството док не го доживееш. Ние бевме у шок, изненадени, радосни, не знаеш што те повише преплави, дали емоции, дали радоста, дали возбудата, адреналинот, не можеш да... Вие кога сте дошле тука, тогаш сте сватиле што се случило. Мислам сега добро, нормално знаете што се случило, но сте ја почувствувале таа енергија, таа радост од реакцијата на народот. Или прво финале, ние го изгубивме, отидовме на плоштад, народ народ стои. Никој не е заминат. Па кога освоивме, да не кажем што се случувало. Мислам дека тоа беа вистина. цела Македонија славиш. Да, сите на ноза, дефинитивно така. Да, сите бевме. Колку често патувате со вашето семејство? Како го поминувате слободното време, тоа малку што ви останува во вашиот живот? Многу малку патуваме сите заедно. Ања, мислим, патува со свое друштво, Ива патува со свое друштво. Јас често патувам сама, одам на кај Србија, пошто брат ми е починат, одам кај мајка ми. Сочувствувам. Така да, за Великден ни знаеме, а пак не можеме да одиме сите, пошто и свекрва ми е постара жена и не можеме да ја оставиме сама, а имаме и куќиnog љубимца, Джек Расела Озија, кој исто не може да го оставиш сам, да играш, така да никош... Редовно имате миленик? Па, не. Имавме прво Вучијака, и тоа Ања го има добиено од кума Индира за 3 или 4 роден ден. И 2 години беше кај нас, и јас останав времено со Ива, и влак не имавме многу по двор, го чешлавме, ама пак куче беше, па требаше шетња, па и го дадовме во војска. Ми беше жал, ама таму барем беше генерал меѓу генералима. И после тога, пре 8 години, значи помина едове, го донесе Ози дома, а оли 40 дена имаш. Значи од бебче го чувате. Како Ози како Дино што вика ни носот него помоли внатре у куќа, тока нема излезен од куќа. Значи дома го чуваме и како генерал на ми. Уште еден член во семејството. Баш така. Мислам дека еден период не знаеше дали е куќе или дете, пошто тако игра со него. Колку често одите со семејството во Србија? Велите сама дека често ја посетувате вашата мајка, но вашите ќерки со вашиот сопруг одите во Србија? Значи јас многу често одам, за Великден знам да одам јас, затоа и кажувам. Одам јас со ќерките. Или одам јас со една од нив, пошто Ања со своја работа не... Јас знам да одам, па Ива покасно да дојде. Еве сега за Великден исто планираме сите три да одиме заедно. За жал не можеме сите, пошто не можеме мама да ја оставиме сама, пошто... Вашата свекрва, забележав, ја викате мама, така? Па да, па она мене ако вика ќерко, ја како да ја кажем, комшике? Значи, затоа ви кажам од прв ден кога сум влезен во фамилија, дека не сум снајка, него сум ќерка од таа фамилија. Така се чувствувам, така и ден денес. Таа е ваша голема, како беше името на свекрвата, голема поддршка е во вашето семејство и затоа и можеби ја заслужува таа титула. Сакам малку да зборуваме за вашето детство. Каде точно сте родена? Каде сте растена? Значи, јас сум родена у село едно Бочар се вика, тоа е Северни Банат, Нови Бече на ми општина. Родена сум на 1 мај и родена сум дома. Пошто ние имавме така стручна бабица да ретко сите жени малте не се поредува дома, ретко кој одлазеше за болница, пошто има жените голема доверба во незе. Одрасната сам у Остојчево, тоа е општина Чака. Летни и зимски распусти сум поминувала кај вујко ми у Босна, пошто мои се Срби од Босна. И така да, значи, док ја траела школска година сум била во Војводина, кога беа распусти, сум била у Босна.
Па убава комбинација сте имале. Многу. Знаете како беше интересно, ќе одам за Босна и ќе вика, стигла наша соаса. Пошто нели Војводина малце кога зборуваат, и дедемо, седемо, може, моли вама, тама, Поразблечено, да, тој нагласот. Онда, пошто, значи, до 20 јуна бев у школа, 21 јуни веќе бев кај вујко ми, значи на 29 август се враќавме, 30 нели, ден-два пред школа, кога ќе дојдем, тргне школа, учителка вика, стигла наша Босанка, ми треба пар дена, нели, башта има, да се врати, така да. Видите, ние имавме многу убаво детство, израснавме на улица играјќи се со топки, со бадминтони, жмурки, све оно што данашни деца, ластик, више израснавме играјќи ластик, скокање, на јаже. Але обично топка беше, фудбал, машко, женско, сите игравме фудбал, тоа нам не беше бадминтон. Значи, стварно детство... А кога забележавте дека сте ракометарка, дека ја имате ракометарката во себе? Јас со 14 години почнав да играм ракомет. Така? Кај нас у школа имаше чока беше позната по пинг-понг. Па ние у школа за време на часови по физичко игравме и пинг-понг, игравме и кошарка, игравме и фудбал, игравме све. Значи у сите спортови сме учествували и така, кога бев во 8 оделение, тогаш знам дека се спремаше екипа школска за општинско, оствари бевме први општина, па се спрема за регионално и тогаш повише сум била на тие часови за ракомет и јас отидов у ракометни води. Ви се засвига највеќе тој спорт, некако се залюбите најмногу. По мало топче. Како би ја опишале вашата мајка? Каква е таа? На фотографија видов дека сте идентични, можам да кажам, дека буквално физички сте наследиле се од неа. Каква е вашата мајка? Мајка ми е многу добра личност, повише мисли на другите него на себе. Значи, кај нас не можете, мислам кај нас дома или сега кај нас дома, не можете да влезете да не сте најадени и напиени. Значи, и многу е брижна. И кога збориме, мислам секој ден се слушаме и нон-стоп што правиш, како си, здрава ли си, не се, значи, многу води сметка за другите луѓе. Дори некој што викам, не можеш така. Он е у станju, например, пошто живее сега сама и очух ми е починат, у станju е неделјама да не јаде, да заштеди малце повише, кога ќе одиме ние или со децата, да у тој период има што повише пари. Значи, мислим да не јаде. Сега јаде, али секој динар кој не мора да го потроши, не го троши, го чува, ние кога ќе одиме тамо, нели, тогаш да не зафали нешто. За вас да има повеќе. За нас да има повеќе. И секогаш беше така. Значи, се сеќавам и татко ми док беше жив. Исто. Ние живеевме куќа ни е на Ќоша, каде се састават две улице, Змај Јовина и Цара Душана. Мои, например, родители работеа до 3. Од кога ќе дојда дома навечер, наша куќа беше нон-стоп пуна, јас се смеем како автобуска станица. Значи, мислам дека ние неделно трошевме кило кафе. Мислим, нон-стоп. Така порано беше другарство, дружба. Така да, тоа е веројатно останато, уште кога беше дете она, и кога вујко ми е живел у Босна, сестра и една татка Живка се одсели кога се селеа оно за населување на Австралија, замина за Австралија тамо е. Дали од тоа што не можеше да бидат нон-стоп заедно, дали од тоа што одрасна со браќо и снаја, дали од тоа имаш чувство дека
секогаш треба да угоди на друго, не на другите, не Добро, знам, и тоа е али карактер. али Предпоставувам така дека е, карактер е. Карактер е дефинитивно. Бевте блиска со вашиот брат? Постар, помлад, помалку? Брат беше 3 години посреден. Да, бевме многу блиски. Бевме многу блиски, за жал. Не е више меѓу нас, али имавме многу убаво детство. И мислим, како и јас да бев мачко, он женско, мислим така. Ја повише ги сакав работи надвор, а он секогаш сакаше билки, тога интересираше цвеќиња, тие куќни работи, како да кажам. А многу убаво црташе, вајаше, резбареше и он беше уметничка душа. Мислим дека Ања го има насладата од него, мада и на маш ми сестра исто и дада Нина и она исто многу убаво, пошто работи у градинка и она многу убаво црта. Така. Сепак имате уметничка жичка во вашата фамилија. Има уметничка жичка. Доаѓа ли вашата мајка во Македонија? Сега више не. Постара е и многу тешко е пада патот што треба да го патува навака. И знаете како? Луѓе што се постари, све помалце сакат да одат од дома. Така е да и еве јас ќе одам кај Несе, ќе поминеме време заедно и сега на пример ќе одиме у Војводина. Ние одиме, мисли кај брат ми таму, нели? Одиме ден-два само да ги видиме, нели, гробиштата, да однесеме цвеќе кај татко ми и брат ми на гроб и се враќаме назад. Кратко. Значи, иако е она живеа таму долги период години, сето не и јас ќе одам горе и све ми е убаво, наравно се, али едва чекам и јас да се вратам дома. Да, дома. Значи, како вика, дома си е дома. Така да, значи, еве се исто едва чекам да мислим да одам да ја видам и свето, али некојаш знае понекогаш таа njena брига ми јас ќе се изнервирам. Ќе кажам, дај бе, доста више, аман, не сум мала, имам 57 години, зошто ми зборуваш све така, бе? После се викам, а после тога ја истото толку кажувам на моите, и викам, тоа сакам да прашам. Мајка си е мајка, значи, исти работи, она што ми кажува на мене, јас ги така кажувам. Така се пронаоѓате себе си во... Како да не? Да, во начинот. И сега за некои реакции, Ива знае да кажем, иста си баба Милја. Ја викам, ја кога се погледам огледало, ја знам дека сум иста. Ама викам и ти личиш на баба Милја, така да. Ама тоа е комплимент, предпоставувам. Бидејќи сте мајка на 2 ќерки и ни мајки, здравје. На кој начин ги советувате, разговарате ли со нив за тоа околу мајчинството, околу тоа како тие треба да се подготват во светот на жените, затоа што веќе се возрасни девојки? Па добро, возраст, ама мислам не зборуваме уште на таа тема, пошто ќе дојде времето кога ќе зборуваме. Значи уште се мислим многу млади, ајде, Ања не е млада, ама Ања не ми обврска, помалата има дечко, ама не сме зборили сувише. Мислам дека е сувише рано да се зборува на таква некоја тема, ради тоа што ќе дојде и тој ден кога ќе се збори за тоа. Сега збориме за факултет, за учење. За тоа што е актуелно во нивниот живот. За тоа што е актуелно за нивови желби, за патување нивови, кај сака да одат, што сака да направат. Тоа е моментално. Што ќе правиме, како ќе правиме. Во Мамавизија целта е да си дадеме совети, да се утешиме, да си помогнеме на некој начин, како еден врвен спортист, за сите жени кои што спортуваат. Имате ли еден совет за сите жени кои што можеби еве сега дознале дека се трудни, а се спортистки? Еден ваш совет за тоа како треба да се однесуваат? Знаете, многу е неблагодарно да кажуваш совет на било кого, затоа што секој од нас другачие размислува за било какви работи. Јас сега
да сум у ситуација да сум бремена и да треба да играм натпред, нема тие пари што ќе ме натерат да го играм. Мада тогаш не сум го размислувал тоа. Затоа што живееме у тако едно лоше време каде еден најмали стрес може да биде последица на нешто што не го сакаме, а камоли некој надправа. Затоа би посакувал на секој спортист кој ќе го дознае тоа, да не оди повише ни на тренинг, ни на преваре. Меѓутоа, сите ние сме индивидуи и сите одлучуваме за себе. А за крај, вашата визија за вашите ќерки, што би им порачале нив кога ќе погледнат оваа емисија? Дека многу ги сакам и да ќе стојам за секоја njihova одлука што ќе направат. Кратко и јасно. Па нема поубаво. На самиот крај ви поделувам подароци. Не знам дали сакате, дали носите накит. Ова е накит од Book Art, уметнички наките. Ако не се вклопува во вашиот стил, верувам дека можеби на една од вашите ќерки ќе се вклопи. Се надевам ќе ви се допадне. Да. Тоа се рачни изработки од Book Art. Заследете ги на Инстаграм. Благодарам, да не буде дека не сум. А ова е уште еден подарок од мирисот на Мама Визија, кој што се вика Фрида. Прекрасниот букет ви го помогнуваме вас. Ова е еден нов стил на букет кој што го почнувате и го промовираме прв пат тука. Почитувани со лалиња. Лалињата ни пристигна веќе во Македонија и ете ќе уживате во овој убав прекрасен букет. Благодарам. Лалиња се омилено цвеќе на помалата ќерка ми и да ви ја поздравите пуно газдарицата Ана и се заблагодарам на овако убав букет. Секако, со задоволство. Огромна благодарност што бевте дел од Мама Визија. Верувам дека ви беше комотно, убаво и дека се опуштивте. Мене ми беше многу убаво, ви благодарам многу и у некоја следна прилика да се видиме пак. Секако, се гледаме и се надеваме дека ќе зборуваме и за спортските успеси на македонските ракометарки во некоја друга прилика. И едно спортско издание почитувани, верувам дека ви беше интересно да го погледнете. Благодарам на вниманието, благодарам на довербата, а доколку ви треба дотерување, доколку сакате нешто да се подновите или ви треба некој свечен фустан, Бутик Дона е во градскиот трговски центар на втори кат, поседете ги и подновете се. Благодарам што погледнавте уште една епизода на Мама Визија.